Здраво дечки, јас сум Кирил и денес го возиме победникот на главната награда на Златно тркало или најпосекуваниот автомобил во Македонија според вашите гласови е новиот Range Rover Evoque. Браво Ренджи, сосема заслужено. Најпосакан автомобил, тоа е огромна чест, привилегија и голема одговорност. Но има еден интересен факт за Range Rover. Тие првенствено Evoque очекува дека најпопуларен ќе биде кај женската популација. Но со ваков кул и уникатен дизајн, тешко дека може да биде популарен само кај женската популација. Кула и го обожава девојчиња, момци, стари, млади, сите го обожаваме. Всушност и мене ми е еден од омилените модели, но ова е втората генерација на Evoque. Со првата генерација колку се слични, толку се и различни, бидејќи се што гледате е ново, иако можеби нема некои клучни измени во формата на дизајнот, но оние промени што се направени само за некои детали да бидат уште покул и уште помодерни. Всушност поставени се нови LED светла напред, исто така и позади, кои што се подолги и доста потенки. Исто така на кровот, особено на задниот дел по кој што е препознатлив, е сега малку подолг благодарение на овој нов спойлер и изгледа уште позакосено, постеснато позади, што го прави доста покул. И нормално, најинтересниот детал за мене се кваките на вратите. Колку кул е ова. Обожавам искрено вакви кули современи детали, особено кога се добро искомбинирани и надвор, но и внатре. За мене лично, искрено, ова е една од најдобрите комбинации на класична и модерни технологии и системи. Всушност таков е воланот и екранот, кои што се превземени од претходните генерации на изглед, а се искомбинирани со модерни технологии и системи. Сега кога сум веќе кај екранот, всушност екраните, бидејќи го има 1, 2, 3 и како опција можете да дополните уште еден екран, тоа би било ретровизорот, каде што со задната паркинг камера се прикажува, кој ќе одберете нели како опција, се прикажува целиот ретровизор како екран, што е многу кул и многу е практично, бидејќи нели позади е малку стесно. Но овие екрани, конкретно овој е 10-инчен и како што можете видите сега, се крева самиот автоматски кој ќе го стартувате автомобилот. Системот е добар, лесно се навикнува, лесно се користи. Можам да кажам дека е малку бавен, секунда-две ви е потребно да кликнете за одредена функција и да се отвори функцијата што сте одбрале. Не е лошо, но во споредба со другите негови ривали знаат да бидат малку побрзи. Останатиот другиот екран е многу кул, многу фраерски, бидејќи прво погледнете го каков наслон има. Второ, огромен е и трето, многу ми се допаѓа како успеале да го искомбинираат ова тркалце заедно со целиот тач екран. Многу ми е фраерски. Инаку на овој екран претежно се функционира климата, радио, можете да одбирате функции за каков терен сакате да возите со автомобилот, тој ќе го погледнеме малку подоцна. И третиот екран тука пред мене, пред возачот, е нормално за информации на возачот. Целата инструментабла е дигитална. Имате опција да гледате навигацијата тука, што е многу корисно и многу добра. Исто така можете да гледате навигацијата и на другиот екран. Другото се што гледате е многу луксузно, многу комфортно. Искористени се многу меки и квалитетни материјали на секаде. И останува уште да видиме практичност. Практичноста, тука имате две големи остави за пијалоци. Имате една даска која што во моментов е ставена тука во оваа фиока. Даската го покрива овој дел ако не ви се потребни шишиња. Тука, под наслонот за раката имате една голема остава. Во оваа остава се поставени два USB порта, еден слот за мемориска картичка и еден 12 волтен приклучок за струја. Имате и огромна остава тука кај вратите и многу интересен момент ми е ова светло кој што се вклучува на тач. Многу интересен момент. Сега се префрлиме позади за да видиме таму што има. Мора да ги видиме и задниве седишта.
како е, бидејќи мора да видиме дали нашите другари и другарки ќе имат комотен простор. Интересно е тоа што ова и претходната генерација од надвор се буквално идентични на димензија, но внатре има многу повеќе простор. Тоа е така направено бидејќи оваа втора генерација добива малку поголемо меѓуоскино растојание и е добиено поголем простор, особено за нозете, како што можете да видите. За главата имам одличен простор, иако е панорамно стакло, и како што можете да видите, целиот покрив е панорама. Обожавам панорамно стакло, се добива сосема друга димензија кога се возите. На средниот дел доле нема превисок и преширок тунел, така да ако седи некој тука на овој дел, имате доволно простор и за нозете доле, исто така и за седење доволно комфорно. Имате 12 волтен приклучок за струја тука доле, имате вентилаториот, односно отвори од вентилацијата. Нормално имате наслон за раката со две остави за шишење, имате нека остава тука од страна. И за родителите, оние што ќе го користат како семено или второ возило, е добро да знаат бидејќи Isofix куќите многу лесно се наоѓаат и многу лесно се поставува детското седиште, така да тука завршивме, се префрлуваме позади кај багажникот. Тора пак не сака, но очигледно имате автоматска врата на багажникот, инаку самиот багажник нуди 591 литар багажен капацитет. Ми се допаѓа што имате оваа рамна ивица со браникот и тоа возможува полесно вадење и ставање на потежак багаж. Инаку под оваа даска тука имате резервно тркало, имате и сет за репарација ако не земете резервно тркало како дополнителна опрема. Нормално ги имате моите омилени куќи за качалки, и ама се јаки куќи. Ова се едни од најдобрите куќи искрено. За качалките се интересно скриени во овој дел, но имате една тука и една од оваа страна. Од страна имате дополнителни мрежи, кои што дополнително го прицрстуваат багажот. Ми се допаѓа тоа што седиштата се спуштаат во однос на 40-20-40, односно 3 дела, и така можете да го спуштите само средниот дел и да носите ски или други, не знам, гуми сега за пливање ако носите некаде. Но тоа е тоа со багажникот, сега може да почнеме да се возиме конечно. Видовте, не се наоѓам баш на некоја урбана локација, но тоа е така бидејќи знам дека било што и да кажам, пред да почнам да зборам за возните карактеристики на Evoque, сите ќе прашаат: има ли погон на сите 4 тркала? Може ли да оди офроуд? Иако никој, ама буквално никој воопшто нема да го однесе на ваков терен, сепак го поставува тоа како прашање и еве да го одговорат. Да, може и да, има. Се што треба да направите да дојдете на ваков терен, да одберете една од опциите за офроуд, во зависност од локацијата каква ви е, и трнете, толку едноставно. Ќе искачи се што имате како препрека, ќе пројде се, сепак е ова Range Rover. Нема што да зборуваме повеќе за него тука. Затоа мислам дека е доволно со малтретирање во него на овој дел. Одиме на малку поурбано место сега. Добро, сега се вративме на рамен асфалт. Рамен. Кој што може да имаме ние рамен асфалт во нашава држава? Но, да се вратам на нашата тема, а тоа е Evoque. Денес што го имам, има 2.0 турбо дизелски мотор со 150 конски сили и 380 ньютон метри. Многу моќен мотор, брз, стартен, можеби не е најстартен во спортски перформанси. Забрзувањето од 0 до 100 му е некои 10, односно рамно 10 секунди, што е доволно за едно вакво возило, бидејќи и ова најмногу ќе го користите за низ град, за патување со другарите, другарките на одмор или фамилијата. Искрено не очекувате од вакво возило спортски перформанси, но сепак ќе кажам доволно брз и ќе ги задоволи сите ваши потреби. Секако во понуда имате
помоќни, побрзи, постартни мотори, но па ќе кажам, мислам дека ова е тоа што ви треба. Инаку во кривини е многу стабилен, многу неочекувано за мене, бидејќи е големо, масивно, високо возило, воопшто нема клатење и дефинитивно управувачкиот систем е многу добар, прецизен и забавен, особено забавен во кривини кога ќе се спои со погонот на сите 4 тркала, бидејќи тој ви помага доста по-безбедно и побрзо да поминете кривината. Овој погон што го имам тука, во најголемиот период од времето работи само на предната оска, за да биде нели поштедлив, бидејќи тоа најмногу ви треба, но се активира особено во кривини, на офроуд терени кога сега пред малку видовме. Нормално имате и други погони на сите 4 тркала кои што блокираат тркала, па можете уште повеќе да одите на најразлични офроуд патеки, но ова е тоа што ви треба. Да додадам дека тука имате 9 степен автоматски менувач кој што е многу добар, многу мек менувач, многу меко и нежно ги менува брзините, не се чувствува преносот од една во друга брзина, што е супер. Во спортскиот режим кога ќе го ставите, ги менува брзо брзините, степените. Не очекувате спортски перформанси веднаш како ќе кликнете да се смени брзината. Нормално има секунда чекање, но искрено не ни осетив некоја потреба дека сакам периодов да возам мануелно, односно сам да ги менувам брзините, така да мислам дека ниту вие нема да имате некоја потреба да ги менувате мануелно, полурачно од брзините. Самиот менувач е доста добар, одлично се работи својата работа, така да станете на автоматскиот дел. Цената за овој пакет изнесува 74.000 евра. Океј, ова беа некои стандардни информации и податоци, но она што најмногу ми остави впечаток кај Evoque е чувството додека се возите. Прво поради сета луксузност, целиот комфорт што го има и што го нуди, но исто така и вниманието што го добивате од надвор. Буквално секој ве гледа, секој ве се насмевнува, секој ве поздравува, иако не ги знаете луѓето воопшто. Јас до сега не сум осетил волку големо внимание да добиам со друг бренд, со друг модел, со друго возило. Ова што го имам сега со Evoque ми е навистина многу интересно и до одреден степен навистина годи кога ќе видите толку многу насмевки од страна. Јас сега тука ќе се одевам, бидејќи ми останува уште многу малку време да се држам со него пред да го вратам. Следете не, колку повеќе нема, толку поинтересни видеа, толку поинтересни возила на тест, така да се гледаме многу наскоро. Чао!